Večno keja saka, postaja svoja, skopi kaže mi. Танец – ансамбл за народни игри и песни на Македонија. Основан е во 1949 година и представува најважниот презентер на македонското фолклорно творештво. Танец е име кое со децении е символ на македонската култура и уметност. Амбасадор и презентер на македонското фолклорно творештво на сите континенти на земјината топка. Покрај негувањето на фолклорното творештво, народните обичаи, игри, песни и носии преку Покрај негувањето на фолклорното творештво, народните обичаи, игри, песни и носии, преку успешните кореографски постановки, танец ги преточува во колорит и префинет израз на играње, пеење и презентирање на убавите оригинални носии, изработени пред повеќе децении, кои представуваат амблем на македонската култура. Од посебно значење е првото представување надвор од Македонија, поточно на меѓународниот фестивал во Ланголен, Велс во 1950-та, кога со изведбата на тешкото ансамблот ги освоил сите можни поени и ја добил првата награда. При тоа танец бил првиот и единствениот ансамбл во историјата на овој фестивал кој ги освоил сите можни поени. Како резултат на освоената награда, ансамблот го продолжил својот престој во Британија за уште 20 дена, при што одржал повеќе концерти. Ансамблот има настапено на над 4500 концерти, фестивали и други културни приредби со над 8 милиони посетители. За успешноста на танец зборуваат големиот број награди, дипломи, благодарници и признанија добивани по разни поводи, концерти и слично, меѓу кои наградите: 11 октомври, Свети Климент Охридски, 13 ноември и орденот за заслуги доделен од председателот на Република Македонија. Од формирањето до денес во ансамблот работеле над 200 вработени. Денес има 42 редовно или повремено вработени во уметничкиот дел, 9 надворешни како и 9 вработени вклучени во реализацијата на програмите. На 29 јануари 2015 година, по повод 65 годишнината од основањето, била представена монографијата Танец, душата на Македонија, чии автори се Родна Величковска и Марко Китевски. Večno